Службата за трансфузиона медицина во Куманово располага со доволен број крвни единици. Надминат е проблемот со недостаток кој се јави за време на пандемијата, кога граѓаните поради страф од зараза избегнуваа посети на здравствени установи. Лекарите велат интерес за дарување има кај нив, но и на акциите кои што се организираат. На месечно ниво бројот на дарители само во службата се движи од 150 до 200. Трансфузионата служба, Институтот за трансфузиона медицина е со центар во Скопје, меѓутоа филијали, односно други центри има во цела држава, така да во најголема криза, ако може да има момент за недостаток на крв во некој град или во некој регион, тоа значи најлошиот момент што досега не сме имале таква прилика, може да требуваме крви од другите центри, од другите градови. Така да цела држава, цела република е покриена. Не може да се каже дека недостасува, меѓутоа тоа се неизменични моменти, односно поради некоја сообраќајка, големи операции и така натаму, во моментот може да се случува понекогаш некој мал недостаток, али состојбата е под контрола, има доволно количина крв од сите крвни групи. Во време на пандемија беа исклучени крводарителските акции по школи, по факултети, други институции што ги имаме, полициските станици и така натаму, касарните на АРМ. Тоа беше пандемија во цел свет, имаше недостаток, како прво и учениците и студентите не беа воопшто во школите со физичко присуство, него сите беа онлайн. Како втора причина беше и страх да доаѓат во медицинските установи, односно се плашеа од некоја можна зараза во институциите. Тоа е поминато веќе, за среќа веќе е сосема друга слика. Согласно препораките, дарувањето на крв почнува од 18 години, па се до 60 за жените, а 65 за мажите. Сите, да не кажам млади, него и постари, кои што прв пат здрави личности, може да доаѓат да даруваат крв. Треба да се да нема здравствени проблеми и од кога почнува да даруваат крв, тие имат и одредени бенефиции. Односно, ако се наработен однос, им следуваат 2 слободни, односно 3 слободни дена, зависност од службата. Контролите, пошто кога даруваат кај нас, крвта од кај нас се верифицира, се контролира и сите можни заразни болести се верифицират, се проверат и приватно да се прават тие анализи коштат околу 5000 денари, кај нас тоа се прави без пари, бесплатно. И ако дарува повеќе од 10 пати, веќе е ослободен од сите здравствени партиципации, односно услугите што треба да ги плати во сите државни институции, е ослободен. Дарувањето крв во службата во Куманово се реализира во понеделник и четврток.